Večno che ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Най-големият македонски спортски бренд го прославува своят 77-ми роден ден. Роден во истоименото кино на 22.7.1947 година, создаден за да пракоси, за да биде база на македонштината и символ на градскиот дух и спортскиот квалитет, се вели во објавата на Facebook. Во чест на сите генерација на фудбалери и спортски работници кои биле дел од ФК Вардар, во чест на сите подеми и падови, порази и победи, но пред се во чест на народот и на навивачите кои се обединија и не дозволија црвено-црната гордост да пропадне. Символично, во чест на роденденот на Вардар, ќе биде одигран пријателски надпревар против екипата на Динамо Загреб, кој ќе се одигра на стадионот Максимир во Загреб со почеток во 19 часот, напиша вардарци. Skopje kaže mi. Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје ги известува граѓаните на град Скопје дека акцијата за отплата на долгови без пресметка на камата за задоцнено плаќање е во тек. Акцијата за физички и правни лица почна на 20 јуни, а трае до 31 овој месец. За секоја дополнителна информација за услугите на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, граѓаните можат да контактираат на телефонските броеви на предпријатието. Skopje kaže mi. Град Скопје ги известува граѓаните дека терористичната дезинсекција на подрачјето на град Скопје против возрастна форма на комарци ќе се реализира од 22 до 25.7.2024 година во периодот од 22 часот до 3 часот наутро наредниот ден. Доколку временските услови не го дозволуваат вршењето на дезинсекцијата, истата ќе се изврши првиот нареден ден кога временските услови ќе бидат поволни, во ист термин, информираат од град Скопје. Skopje kaže mi. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје санкционираат 206 непрописно паркирани возила кои попречувале нормално и безбедно одвивање на сообраќајот. Од општина Центар велат дека за трајно решение на сообраќајниот метеж и проблемите со неправилно паркираните возила неопходна е поголема сообраќајна култура. Затоа, јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и СВР Скопје во наредниот период ќе продолжат со секојдневно отстранување на сите непрописно и несовесно паркирани автомобили во општина Центар, со цел да се подигне сообраќајната свест на повисоко ниво и да се зголеми безбедноста во сообраќајето. Skopje kaže mi. Уапсен 41-годишен скопјанец кој се однесувал агресивно и се заканувал на адвокатот Скопје. На 27.2024 година во Скопје, полициски службеници од СВР Скопје го привеле лицето од Студеничани Скопско, постапувајќи по претходна пријава дека околу 14 часот и 30 минути во адвокатска канцеларија во Скопје агресивно се однесувал и упатил заканик од адвокатот Скопје, извести од полицијата. Tamo je Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rasute sni. Večno che ja